Приговорот на ВМРО ДПМН за избирачкото место 1789 во Ново село го натера претседателот на ДИК Оливер Дирковски да се фати за броење и лично да се увери дали бројот на потписите во избирачкиот список и ливчињата во кутиите се совпаѓаат. Партијата од која е предложен бараше увид во материјалот, бидејќи избирачкиот одбор и по неколку броења не можел да ја утврди фактичката состојба. Потписите во избирачкиот список наводно биле 411, а ливчињата 412. За ситуацијата да не избега од контрола во броењето, подоцна му се приклучи членот на ДИК од редовите на СДСМ Борис Кондарко. Дирковски преброја ист број и на потписи на ливчиња, пошто ДИК приговорот го отфрли. ВМРО ДПМН бараше увид во изборниот материјал со образложение дека има нерегуларности и дека ова избирачко место може да влијае врз конечниот резултат. Кандидатот за градоначалник на СДСМ Никола Андонов победи со 19 гласови повеќе од кандидатот на ВМРО ДПМН Николчо Стојлков. Работата на избирачкиот одбор, односно Општинската изборна комисија, сторила сериозно прекршување на изборниот законник и ни дава сериозен сомнеж дека на вистина нешто се случувало тој ден. Бројките на употребени ливчиња кои гласале во кутијата и потписи во избирачкиот список на ово избирачко место се совпаѓаат. Значи, затоа контрадикторен е приговорот дека од што произлегува сомневањето кога самиот подносител на приговорот во својот приговор признава дека нема никакви забелешки. ВМРО ДПМН до ДИК поднесе вкупно 12 приговори, 11 од нив за претседателските избори, но ниту еден не влијае врз конечниот резултат. Најмногу приговори има за неправилности поврзани со пребројувањето, но и за нарушување на тајноста при гласањето. Од ДИК велат дека најверојатно во сабота веќе ќе го подготват уверението за новиот претседател и тој ќе може да го подигне. Во недела во собранието ќе се одржи инаугурација на Стево Пендаровски за нов шеф на државата.